слушнавте, браќа, дека ќе се потпишува некој договор меѓу Америка и Иран за престанок на војната. Меѓутоа, ќе се праша човек што е важно, владиката, што зборува за тој закон. Зборувам затоа што, како што слушнавте последните зборови на Евангелието се, а Христос одеше во синагогите и го проповедаше Царството Божјо. Сега, каква разлика има меѓу тоа што ние денес секојдневно се интересираме, и стари и млади, и возрастни и помалку возрастни, за политиката. Не е неважно сигурно каков исход ќе има овај сукоп кој го има на Блискиот Исток. Меѓутоа, во времето на Христос, велиме, не имало такви слични барем сукоби какви што ги има денес. Од секогаш. Кој го чита Стариот Завет ќе види дека од секогаш ги има тие нетрпеливости меѓу Израилот и околните земји и околните народи, подобро речено, особено персиците. Персиците се денешните ирачани. Ова зошто ви го зборувам за да ви кажувам, доаѓа Христос со една друга авторитетна доверба. Зашто како може апостол Петар или другите двајца апостоли, браќата Зеведееви, Јаков и Јован, и брат му на Петар, Андреј, да тргнат веднаш по Господа Исуса Христа? Ке рече некој, на живи мајка поверува. Поверува не на жива мајка, туку ја видоа достоверноста на личноста која требаше да се следи. Кога го препознае човекот, што е достоверен за таа улога која треба да има, да го води народот, да биде Месија. Тие слушнале сигурно дека ќе дојде некој Месија, ама да го распознат дека токму тој е Месија, тој е од Духот Свети. Тој човек сам не може да не го распозна целиот Израел, туку го распозна Петар и Андреј и Јаков и Јован. И тие први тргнаа по него. Ама тргнаа како? Тргнаа оставајќи се. Да му велеше друг на апостол Петар да ја го остави семејството, жената, децата или нешто слично, ќе му рече, ајде тргни ми се, јас имам одговорност пред нив. Ама зошто престанува одговорноста кога тргнува пред Христа? Зашто Христос ја превзема целата одговорност. Тоа треба да го научиме во животот. Дека тогаш, кога имаме тешкоти во животот, му ги предаваме на Христа. Не затоа што сме егоистични и само за себе мислиме, туку затоа што сме смирени и не знаеме друг начин како да ги решаваме проблемите. Туку на Господа му ги предаваме. Господи, Ти носи ни ги нашите слабости. Ете тоа, како со други зборови да му го кажа и Петар, и Андреј, и Јаков, и Јован. Ние не можеме што да правиме во животот. Ние риби фаќаме, а не можеме ни со риби да се наситиме доволно за да го прехраниме семејството, а камоли други работи. А кога го остава човек на Господа тоа, Господ како достоверен, го превзема сето на себе. Тоа е важно да го научиме во животот. Затоа што други работи
И ова за војната во Иран ништо не е ново. По секоја страница на Старија Завет завртете, ќе видите за војната меѓу Израел и Персија. Ништо не е ново. И сега, после толку илјади години, пак се случува, па се случува. Ние затоа што ништо не е ново. Ама единствено ново по сонцето е Господ Христос. Тоа го препознаа апостолите. Тоа го видоа во човекот кој одеше на обалата на Генесаретското езеро и тргнаа по него веднаш, вели Евангелието, веднаш, не вели се размислија код ние, во монаштво пристапуваме или пре некоја друга одлука сериозна во животот, све па размислуваме, ајде неколку дена да помислам. Ништо не значи неколку дена. Значи, тоа дали срцето е отворено, дали го распознава вистинскиот водач. А вистинскиот водач е Месијата. Месијата не води во спасение. Ето ако распозна и Петар, и Андреј, и Јаков, и Јован. Затоа е многу важно, браќи и сестри, ова евангелска перикопа секогаш да имаме на ум, дека од нас зависи. Можеше Петар рече, да одам јас уште 2-3 дена да го загрижам семејството, или месец можеше. Па после ќе дојдам. Не, туку веднаш пристапи. Можете тоа да го замислите како изгледа. Ништо не ме интересира, со други зборови. Тоа е размисла и помисла во поодмината духовност. Кога човек рече ништо не ме интересира освен Господ, ама да стигне уште на почетокот со таква помисла, тоа може апостол Петар. И затоа Петар, затоа е камен, затоа на него е поставена црквата. Тоа е, браќи и сестри, оно што сакав да го споделам со вас денеска во овој ден на Воскресението, благодарејќи му секако на митрополитот Струмички, што повторно заеднички богослужиме во овој свет храм, храм кој не задолжува сите, ни дава голем поттик, затоа што вели, од 4 век вие сте христијани. Не, порано сме. Од 4 век градевме вакви велелепни храмови, а многу порано сме христијани. Ама додека стигнеме да градиме вакви велелепни храмови, и требаше време, како што им треба време на сите да созреваат. Затоа го молам благиот Бог милоста негова да биде секогаш со вас. Таа да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.